Македонската телевизија се наоѓа на островот Лошињ. До Лошињ, на Јадранското море, се доаѓа преку островот Крк, Црес, па има еден малецок мост и тука е веќе островот Лошињ. На островот Лошињ, еден од најголемите, односно најголем град е Мали Лошињ. Инаку, овој град е најголем град од сите острови во Јадранското море. Тука се наоѓаме не само да ви ги доловиме убавините на Мали Лошињ, туку и да видиме како тоа хрватите го прават, како може гастрономската понуда да влие во туристичката понуда и да ги привлече туристите да дојдат и да уживаат во не само природните убавини, историски културни убавини на Лошињ, туку и во гастрономските убавини и специјалитети на островот Лошињ. Лошињ е остров на виталност. Тој е препознаен веќе 140 години како туристичка и здравствена дестинација, каде што гостите доаѓаат да се регенерираат. Ова е благодарение на повеќе од 200 сончеви денови годишно, првокласен воздух и море, 280 км патеки за пешачење и велосипедизам, 200 видови лековити билки што растат диво, а денес и модерни велнес оази и угостителска понуда со локални деликатеси кои се во функција за виталност. Миризливите билки, риби, ракови и школки од морето крај Лошињ, како и островскиот дивеч и јагнешкото месо, се во центарот на гастрономската приказна на овој остров. Угостителската понуда со деликатесичи, рецепти и процедури за подготовка се под надзор на нутриционисти, а кои се состојат од храна богата со хранливи материи, подготвена на начини што најдобро ги зачува нивните хранливи својства и во пропорции што ја поддржуваат општата благосостојба и нивото на енергија, е составен дел од брендот Лошињ, остров на виталност. Од понудата на рестораните во Лошињ, ознаката вкус на виталност ја освоја вкупно 60 деликатесни јадења. Проектот Вкус на виталност со новинари од 10 држави, меѓу кои и Македонската телевизија, го спроведе туристичката заедница на Мали Лошињ во соработка со клубот Абисал клуб Гастронаут, предводен од професор Карин Мимица, раководител на проектот и угостителските компании од Лошињ. Третина од туристите на било која дестинација обично завршува во угостителски објекти. Кога бираат одредена дестинација, туристите често пати бараат нешто што би имало интересно доживување и сакаат да ја почувствуваат таа дестинација преку вкусови. Затоа, дестинација која ги има кристализирано своите гастрономски адути, има и потрошувачи кои бараат гастрономски доживувања. Сето ова секако ја зголемува цената на дестинацијата, но и искуството на гостинот. Јас водам серија проекти за брендирање на гастрономски дестинации во Хрватска. Многу од нив беа создадени на начин што организиравме дополнителна обука на угостителите за одредени видови храна или јадења, за кои сметавме дека би можеле да бидат интересни за гастрономите и ги научивме како да ги презентираат што е можно подобро, како да се представат себеси што е можно подобро и како да станат составен дел од дестинацијата преку овие гастрономски приказни. Малиот остров Лошињ веќе 140 години е препознаен од гостите како дестинација каде што доаѓаат на лекување, со одлична клима, добар квалитет на воздух и добар квалитет на море. Значи, историјата на Лошињ како дестинација за здравствен туризам е многу долга. Угостителската понуда така ја поврзавме со брендот на вкусна виталност на начин што од минатата година со нутриционистите почнавме дополнително да ги едуцираме угостителите за тоа како да подготвуваат јадења кои се идеални за виталност. Ознаката вкус на виталност се однесува на храна богата со хранливи материи што ја поддржува целокупната благосостојба и нивото на енергија. Ја нагласува балансираната исхрана со есенцијални витамини, минерали и други хранливи материи за промовирање на виталност и здравје, со посебен акцент на начинот на кој храната се готви и подготвува. Ако сте поборник на Vitality Lifestyle во Лошињ, моментално има 16 ресторани каде што можете да најдете јадења, каде што секој од нив добил сертификат од 1 до 5 или 6 јадења. Ова се јадења кои се специјално надгледувани од нутриционисти, а главниот тест за тоа како тие влијат врз човечкото тело е дали се чувствувате поспано откако ќе го изедете оброкот или дали се чувствувате хранливо, нахранети и енергични за понатамошни активности.
Нутритивниот дел од оброкот за виталност значи дека не треба да има вештачки шеќер или вишок масти. Тоа се високо квалитетни здрави состојки од лошињ, подготвени со голема грижа за да се зачувуваат нивните хранливи својства и вкусови, пошто треба да се чувствувате витално. Ароматичните билки, рибите, раковите, школките од морето крај лошињ, дивите животни и јагнешкото се во центарот на оваа гастрономска приказна. Инаку, островите на Јадранот се познати по своето јагнешко месо, а особено овој дел, црес, лошињ пак, бидејќи јагнињата слободно пасат, ветровито е, јадат природно солени билки, а на лошињ има многу лековити билки. Значи јагнињата се хранат здраво и има неколку специјалитети со јагнешко месо. Друга карактеристика на лошињ е големиот број ароматични билки што се користат во гастрономијата. Моментално има околу 15 видови билки што ќе ги најдете во редовна понуда како компоненти на сосови и како компоненти на чорби, маринади и така натаму. Лошињ е карактеристичен и по своите ракови и има многу ресторани што нудат јадења со ракови. Без разлика дали станува збор за супи, салати, тестенини, полнети со ракови, во секој случај има повеќе специјалитети, бидејќи ова е една од карактеристиките што им дава компаративна предност во однос на другите дестинации каде што ги нема овие ракови. Туристите се тие што бараат приказна. Денешниот турист повеќе не реагира само на цената, тој реагира на доживувањето што може да му се понуди. Овие гастрономи кои сакаат ракчиња, автоматски вака го прават изборот во однос на други дестинации. Ова е убав пример како да се грижите за своето здравје и да одите таму каде што угостителите се грижат за твоето здравје. Една убава симбиоза на хедонизам и она што го добивате преку исхраната преточена во квалитетна приказна. На Мали Лошињ не угости и извршниот директор за храна и пијалоци на Јадранка туризам, кој долги години има живеено во Македонија и Скопје, давајќи ни совет што може да ни биде интересно за нас, македонците. На Лошињ можете се да пробате, значи Нешто има, да. Има и риба, има и се, али ако сакате нешто да пробате што е најблизу така е македонска кујна јагнешко. Значи овде треска јагнетина е светски позната, има карактеристичен вкус дека тоа јагне јаде само билки што се лековите. Така да тоа ви препоручувам да пробате, тоа е супер, риба, шкампи, лигни и тоа што дава ова предивно море. Али нешто што е најблиско на македонска кухиња е јагнешко. Еден од важните брендови во туристичката понуда на овој остров е музеот на Апоксиомен. Тој е единствен музеј во светот по тоа што чува само еден артефакт – бронзана статуа на младиот атлетичар Апоксиомен. Статуата е пренајдена на морското дно во близина на островот Лошињ, на длабочина од 45 метри од страна на турист од Белгија во 1997 година. Музеот Апоксиомен на оригинален начин ја раскажува приказната за спортист со совршени телесни пропорции, уметничко дело кое импресионира со својот интегритет и убавина на изведба. Бронзаната грчка статуа на Апоксиомен е датирана во вториот или првиот век пред нашата ера. Лошињ нуди многу. Историја, море, клима, гастрономски специјалитети, тоа е рај на земјата, велат од туристичката заедница на овој остров. Прije svega zato što dolazi raj na zemlji, Мали Лошињ е рај на земјата. Покрај она што Господ ни го даде, тоа е врвна природа и врвна клима, ние го надградивме со врвни сместувачки капацитети, културната понуда, забава и за секого по нешто. Цените во основа се движат од апартманите кои се од 100 евра нагоре, сместувањето во хотели со 4 звездички од 200 евра нагоре, хотелите со 5 звездички секако се малку поскапи, но она што е најважно не е само прашањето на цената, туку и односот цена-квалитет како таков. И секако, покрај врвните ресторани, гастрономија, во основа можете да најдете врвни јадења за 10 до 20 евра, особено овие јадења што ги промовираме денес, јадења што ја носат етикетата вкус на виталност. Според податоците од Светската туристичка организација, над 1/3 од
туристичките трошоци се реализираат во угостителските објекти. 88% од туристите сметаат дека гастрономијата е важна за избор на дестинација, додека 50% од нив барат гастрономско искуство. Затоа, дестинацијата која што подобро ќе ги кристализира своите гастрономски адути, ќе добие и категорија потрошувачи кои барат нови гастрономски искуства. А Македонија е идеално место за тоа. Се зависи од нас, самите, како тоа ќе го представиме во светот и дали ќе ги едуцираме угостителите како што тоа го прават во Хрватска. Од Мали Лошин за македонската телевизија, Оливер Бранковиќ.